Дали е на повидок решавање на повеќе деценискиот проблем со дивата депонија во Кичево? Од општина Кичево истакнуваат дека до крајот на 2018 година се очекува да проработи новата санитарна депонија, која ќе опфати вкупно 9 општини од југозападниот плански регион. Тоа значи дека дивата депонија, каде има околу 300.000 тони различен отпад, за 2 години ќе биде целосно дислоцирана. Општина Кичево заедно со општините што го сочинуваат југозападниот плански регион, веќе се согласила за заедничка депонија регионална во местото меѓу Струшко, Охридско и Кичевско во општина Дебарца, и веројатно после изборите општински низ Македонија ќе почне решавањето на овој проблем во сите општини во Македонија. Проектот треба да биде спроведен со сите 9 градоначалници од југозападниот плански регион. И додека да се стави новата депонија во функција, комуналниот и градежниот отпад се фрла во поранешниот површински коп од рудникот Осломеј Запад. При тоа, за да нема дополнително загадување на земјата и воздухот, отпадот се покрива со земја. Со согласност на претпоставените на Елем Македонија и РЕК Осломеј, отпадот и градежниот отпад и другиот отпад се фрла во бившава депонија од време на социјализмот. Тоа е привремено решение додека почнуваат работиве за новата депонија. На новата депонија, која треба да биде според најсовремени еколошки стандарди, отпадот пред да се фрла ќе биде рециклиран. Наскоро се очекува јавното претпријатие Комуналец еднаш во неделата да го подига и на собраниот отпад во 3 села од поранешната општина Осломеј, Србица, Аранѓел и Жубрино.